Во светот повеќе од 50 милиони луѓе живеат со деменција, а секои 3 секунди се диагностицира нов случај. На оваа тема разговараме со доктор Даниела Војтикев-Самойловска, специјалист невролог. Добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Така, најпрвин за нашите гледачи да објасниме што всушност представува оваа болест, деменцијата. Да. Поимот деменција означува всушност синдром, односно група на симптоми кои што упатуваат или укажуваат на едно катастрофално, прогресивно и глобално оштетување и губење на веќе постоечките интелектуални способности и функции на лицето, а симптомите се последица на болест која што предизвикува процес на забрзано старење, оштетување и пропаѓање на мозочните клетки. Во полето на неврологијата утврдени се до денес над 100 видови различни болести кои може да се предизвикувачи на овој процес, што значи дека во праксата имаме различни типови деменција. Значи, важно е да се разликува дека деменцијата всушност е збир на симптоми, а е предизвикана од различни болести. Различни видови деменција, во 80% најчесто зборуваме за Алцхајмеровата болест. Таа е најчеста, значи, меѓутоа има и други, да ги споменеме: васкуларната деменција, мешани облици на деменција, деменција кај пикова болест, деменција кај Паркинсонова болест, кај Хантингтонова болест, деменција на левиеви тела и така натаму. Табелата е многу долга. Бидејќи Алцхајмеровата болест е најчеста во праксата, таа е секогаш во нашиот фокус и мислам дека е добро денес да обрнеме внимание на неа. Така, колку се чести овие заболувања во нашата земја? Постои една тивка епидемија на пациентите, што значи дека бројот на случаеви со тек на последниве 10 години е рапидно зголемен. Тоа се должи на неколку факти. На податокот што болеста сега полесно се диагностицира и најважно на податокот дека деменцијата е заболување на гериатриската популација. Тоа значи заболуваат луѓе постари во најголем број од случаевите постари од 65 години. Како што светската популација старее, тоа значи дека бројот на лица кои живеат повеќе од 65 години, доживуваат старост, 70, 80 години, па и 90 во побогатите европски држави, така расте и бројот на дементни пациенти. И од оваа причина, бидејќи бројот рапидно расте, последнава декада во невролошките студии се повеќе се обрнува внимание да се утврдат точните етиопатогенетски механизми за настанување на болеста и секако со цел да се најде терапија за да се спречи развојот на симптомите. Бидејќи, верувајте, болеста се повеќе не само што ги задолжува пациентите, туку го задолжува и семејството, општеството и представува голем социоекономски товар. Алцхајмеровата болест, како што кажав, во праксата се јавува во 80% од поставената диагноза на деменција и податоците за неа датираат уште од средината на 20 век, поврзани се со испитувањата и работата на Алоис Алцхајмер. Тоа е еден германски психијатар и невропатолог кој ги поставува, значи, основите на болеста. И со тек на годините се повеќе и повеќе има истражувања во оваа област, како што кажав, и знаеме се повеќе за болеста. Болеста нормално има и своји ризик фактори и како сите други невродегенеративни заболувања, најчесто станува збор за повеќе фактори заедно, односно има една мултифакториелна етиопатогенеза. И ризик факторите се особено значајни, нив би требало убаво да ги коментираме, затоа што има фактори кои можеме да ги модифицираме, тоа значи да ги измениме, да влијаеме на нив, со што би спречили развој на болеста, но секако има и фактори на кои што не можеме да влијаеме. Како што кажав, болеста се јавува кај возрастната популација, што значи дека процесот на старење, староста, возраста е главен ризик фактор. Секако дека треба да има една позитивна фамилиарна анамнеза која го зголемува ризикот, тоа значи во семејството, пожелно во прво колено,
некој веќе да боледувал од Алцхаймерова болест. И тука се отвара прашањето за генетската предиспозиција, односно истражувањата упатуваат на постоење на гени, одредени гени, чии мутации се поврзуваат со појава на болеста. Тоа се значи ризик фактори кои ги набројав, на кои што не можеме да влијаеме, а оние на кои што можеме да влијаеме, а се многу значајни за развојот на болеста, тоа се секако дека нездрав начин на живот, со недостиг на физичка активност, една обезитност, дебелина. Тука е секако и постоењето на хронични болести кои влијаат негативно на мозокот, диабетес, нерегулирана хипертензија. Исто така, интересен е податокот дека образованието на личноста представува заштитен фактор. Тоа значи дека веројатноста за развој на болеста кај една индивидуа со високо образование ризикот е помал, нели? Веројатноста е помала. Исто така е многу важно и има протективна улога кога зборуваме за развој на Алцхаймеровата деменција, тоа е социјалната и ментална активност, посебно кај возрастната популација. Затоа и е многу важно. Тоа се мисли постојана ментална гимнастика, социјални контакти, одржување на тие контакти, одржување на активности и така натаму, се за да имаме еден активен мозок. Сите во некои моменти се чувствуваме нели расејано, но кои се првите знаци дека состојбата е можеби сериозна и можеби се развива деменција кај личноста? Па да, значи начелно главниот проблем во праксата е кога имаме една возрастна особа која се јавува со поплаки за појава на заборавност, која што е всушност главниот симптом на Алцхаймеровата болест. Кај младите луѓе не помислиме на деменција, најчесто мислиме на замор, нели? Така. Меѓутоа, кога една возрастна особа над 65 години натаму дојде на невролог и каже јас заборавам, веќе тука треба убаво да се направи разграничување. Дали е тоа во рамките на нормално старење или станува збор за болест. Заборавноста е првиот симптом на болест. Како се манифестира? Лицето почнува да заборава битни датуми, состаноци, некои важни работи кои треба да ги изврши во секојдневието. Има проблем да се сети. Нормалното старење оди со некоја заборавност, на лицето му треба време, меѓутоа ќе се сети. Пациентот со деменција не може воопшто да се сети. Болеста има своји стадиуми. Поделена е на почетна фаза, тој прв лесен облик на болеста, потоа следи нормално умерено тежок и тежок облик. Зошто го објаснувам ова? Бидејќи во секоја фаза имаме различни симптоми. Во првата фаза на лесна Алцхаймерова болест доминира токму таа заборавност. Нарушена е кратката меморија. Лицето има потешкотија да запомни нови работи. Тоа секако дека предизвикува некој проблем во извршување на активностите на секојдневното живење, меѓутоа тоа лице сепак може да функционира и не му е потребна помош. Како болеста одминува и доаѓа до тој умерен степен или умерено тежок степен, веќе проблемот е до толку изразен што лицето не може да ги изврши активностите на секојдневно живење, тие се сериозно нарушени и тогаш е потребна помош. Помош од не само лекарско внимание, туку помош од негователи. И секако тешкиот облик на Алцхаймерова болест, кога веќе имаме еден пациент врзан за кревет, со потешкотии во голтање, со забавена моторика, кој што живее во свој свет, кој е изгубил не само кратката меморија и можноста да запомни нешто ново, туку ги изгубил и спомените, не знае кое му е семејството, не знае од каде доаѓа, каде живее. Значи една сериозна состојба која бара 24 часовно, значи мониторирање и помош. Кога ќе почне да се појавува заборавност, значи веќе сме во лесниот стадиум на Алцхаймерова болест, тогаш лицето треба да се јави на доктор. Затоа што заборавноста е првиот симптом, потоа следи проблем со говорот. Не може да се сети на даден збор, да именува. Како беше, има проблем да се сети. Со тек на времето, нарушувањето на говорот напредува
до степен да, наместо да даде дадено име на предмет, мора да ја објасни функцијата на предметот за да може да комуницира. Значи, парафразирање се случува. И на крајот доаѓа до таква редукција на вокабуларот на личноста, на говорниот инвентар, што веќе не може ни да разбере што му се зборува, туку само едноставно повторува зборови, тоа се вика ехолалија. Лицето со Алцхајмерова болест има проблем да изврши сложена задача. Кога велиме сложена задача, тука спаѓа активности во кујна, например. Пациентката има потешкоти да сготви ручек, да изврши работи кои секојдневно ги работела. Истите ќе погреши, наместо еден зачин ќе додаде друг, семејството почнува да забележува. Дури пациентите имаат проблеми да се облечат. Некои си делови од облеката кои се посложени не можат да ги направат тие работи, имаат проблем. И на крајот, и битен симптом, не толку редок, е агнозијата, односно проблем да се препознае лицето пред вас. Пациентите почнуваат да имаат проблем да се ги препознаат блиските, па дури некои не се препознаваат и себе си, собствениот лик во огледало. Тоа се тие симптоми на когнитивно нарушување, односно симптоми кои произлегуваат од нарушување на високите интелектуални функции, кои што се одлика на кората на големиот мозок. Со набројување на овие симптоми, ако почнеме да ги препознаваме кај индивидуа во праксата, ние сме некаде во лесна до умерена форма на болеста. Кога болеста напредува и веќе имаме една умерена кон тешка форма, доаѓа до појава на психијатриски симптоми во клиничката слика, кои се многу впечатливи и за жал тогаш семејството ќе го донесе пациентот на доктор. Зошто? Што се случува? Па доаѓа до појава на депресија, не е ретка депресијата кај деменцијата. И што значи тоа? Лицето станува безволно, незаинтересирано, губи апетит, повеќе лежи, повеќе спие, плаче, вознемирено е и така натаму. Може да дојде до појава на психотични симптоми. Што значи тоа? Тоа се несериозни симптоми кои знаат да бидат многу вознемирувачки и драматични. Тоа значи дека доаѓа до појава на делузивност, односно проблем во нормална интерпретација на реалноста, со идеи со налудничава содржина, најчесто сомничавост, дека некој нешто сака да им направи, дека некој ги следи, дека некој ги покрадува и така натаму, што ги прави вознемирени и уплашени. Не се ретки ни перцепторните измами, односно халуцинациите, кои најчесто се визуелни, тоа значи видни, гледаат нешто што не постои, па тоа ги плаши. Луѓе најчесто гледаат животинчиња, сенки, неретко може и да слушаат гласови, што исто така дополнително ги прави вознемирени, агитирани, немаат мир, шетаат и така натаму. Пациентите со Алцхајмерова болест полека се претвараат во други личности. Значи, семејството објаснува дека лицето што го познавале веќе не е истото. Значи, доаѓа до промени во карактерот, во поведението. Пациентите стануваат безчувствителни, себични, пројавуваат негативизам, често се агресивни, може да бидат сексуално дезинхибирани, има промена на начинот и режимот на исхрана, или неконтролирано јадат, или не сакаат да јадат. Има промена на циклусот ден-ноќ, будно спиење. Тоа значи има инверзија, дење спијат, навечер се раздвижени, склони се кон лутање, тумарање, талкање, безцелно. Сакаат да одат некаде, излегуваат, бегаат, па ќе најчесто се случува да ги најдеме по улица во пижами, дезориентирани во простор, во време. Тоа е веќе таа напредната форма на болест. Ова, гледате, клиничката слика е таква да пациентот постепено пропаѓа. Се претвара во личност, значи сосема нефункционална, изгубена и бара големо внимание, и тука е товарот, значи, на семејството, не само товарот на пациентот, него и на семејството. Пациентите кај нас се чуваат по дома. Значи, тоа е главниот проблем.
зошто ова сето убаво го објаснува. Значи, треба пациентот да се донесе на лекар во почетна фаза. Затоа што тогаш може да се направи, многу да се направи, за да се успори прогресијата на болеста. И што се однесува до диагнозата на болеста, таа може да се направи во било кој стадиум. Меѓутоа, најлесно значи се поставува и темелноста на докторот е значи најизразена и можеме многу да помогнеме доколку, повторувам, се јави пациентот во првите стадиуми. И што треба сега за добра диагноза, значи за точна диагноза? Потребно е прво еден темелен преглед, да се земат убаво податоци. Како се развила болеста, кои се симптомите, значи ние викаме анамнеза со стручен термин, тоа значи се фино убаво да распрашаме и пациентот, но и тие што живеат со него, за да ги видиме почетоците на болеста, кои се симптоми се присатни, колку е сериозно. Нормално, за да исклучиме и други можни заболувања кои можат да дадат симптоми слични на Алцхајмеровата деменција, па да направат забуна во диагностичкиот процес. Потоа пациентот ќе се упати на едно проширено лабораториско испитување. Посебно е важно да се исклучат други системски заболувања и нарушувања на другите органи во телото, да се исклучи хипотиреоза, тоа значи намалена функција на тироидната жлезда, да се исклучи хиповитаминоза на одредени витамини кои се значајни за функционирање на мозокот. На крај, добро би било пациентот да се упати кај психолог кој што е обучен да направи едно невропсихолошко профилирање. Ние викаме тестирање, тоа значи тоа е една батерија на тестови, треба да се спроведе за да добиеме увид во степенот на оштетување на интелектуалните функции на пациентот. И зависно од сите тие податоци, потоа се донесува заклучок дали е неопходно да се направи неуроимејджинг. Тоа значи да се снима мозокот. Доколку има потреба, неврологот одлучува дали тоа ќе биде ЕЕГ, што е посебно корисно кај одредени други видови на деменција, како диференцијална диагноза на Алцхајмеровата болест, тоа се прионските болести. Потоа одлучува дали би требало компјутерска томографија или можеби магнетна резонанца на мозокот. Сето тоа зависи од типот на деменција на кој се сомнева. Например, васкуларните деменции тие бараат магнет на мозокот, за да ја видиме белата мозочна маса. Начелно за Алцхајмеровата болест пожелно е да се има една компјутеризирана томографија на мозокот и тоа е доволно, бидејќи промените кај Алцхајмеровата болест се јавуваат во типична регија во почетните стадиуми на мозокот, ќе видиме темпоропариетално, тоа значи во слепоочните делови на мозокот ќе видиме известни промени кои упатуваат на сушење на тие делови на мозокот и со тоа ја надополнуваме веќе клиничката и лабораториска, значи и на крајот на краиштата психолошка евалуација за да добиеме комплетна слика. Гледате, ги набројав сите овие работи за да се разбере дека диагнозата е еден процес, комплексен, често бара мултидисциплинарен тим и приод и бара внимание. Значи не е нешто што би можеле да го завршиме во еден ден. Важно е да се напомене дека оваа темелност е неопходна, затоа што имаме диференцијално диагностички состојби кои знаат да направат забуна. Например, една нелекувана депресија може да личи на деменција. Хипотирозата веќе ја споменав, потоа тука се делирантните состојби. Тоа се акутни конфузни состојби во праксата, кои што настануваат наеднаш, немаат прогресија како кај Алцхајмеровата болест, туку наеднаш се случува, пациентот ден-два, силно вознемирен, изгубен, дезориентиран. Тие состојби знаат да бидат предизвикани од една инфекција, знаат да бидат предизвикани од акутно попуштање на функција, например на бубрези, на црниот дроб и така натаму, но многу важно, тие се коректибилни состојби. Ако ја лечите основната болест, комплетно се поправа. Значи, когнитивниот статус и сето тоа, и замислете да има пропуст.
Така, затоа е важно да имаме еден темелен приод кон диагнозата на болест. Како се третираат ваквите пациенти откако нели ќе се постави диагноза? Така, да. Терапијата на болеста има свои цели. Прво тоа треба да расчистиме. Тоа им го објаснувам секогаш не на пациентот, на семејството објаснувам за да знаат што да очекуваат. Целта, кога веќе ќе поставите диагноза на Алцхаймерова болест, тоа е прогресивна болест. Ние денес немаме терапија да го излечеме пациентот, да му понудиме лек и да кажеме сега ова ќе пиеш и готово, состојбата поправена. Значи, цел на терапијата кај Алцхаймеровата болест е да се одржи што подолго време одредена функционалност за извршување на активности на секојдневно живење и, што би значело со други зборови, солиден квалитет на живот на пациентот. И второ, да се направат сите потребни мерки за да се превенираат компликации кои се јавуваат кај овие пациенти, што најчесто се причина за смртност. Гледате, терапијата е симптоматска, потпорна. Многу важно, ако се почне навреме со терапија, уште во раниот лесен стадиум на болеста, имаме ние лекови кои одржуваат доста долго време, дури и лесно поправаат дел од когнитивниот дефицит и го одржуваат доста долго време стабилен. Тоа е групата на лекови наречени холинестеразни инхибитори. Тука има 3 лека: донепезил, галантамин и ривастигмин. Кај нас на пазарот долго време постои донепезилот. Истиот се зема еднаш на ден, делува на тој начин што зголемува една концентрација во мозокот на една субстанција наречена ацетилхолин, важна за кратката меморија. Прво страда меморијата и ние ако навреме го уклучиме донепезилот, на некој начин лесно дури ја поправиме меморијата и ја задржиме подолго време во очекувани добри рамки. Веќе во напреднати стадиуми, кога доаѓа до појава на оние психијатриски симптоми кои ги објаснував, во терапијата го додадеме мемантинот. Тоа се нарекува NMDA рецепторен антагонист. Делува на одредени рецептори во мозокот и на тој начин спречува пропаѓање, го одложува пропаѓањето на мозочните клетки, на тој начин што намалува нивна ексцесивна, тоа значи претерана стимулација. Мемантинот одлично се комбинира со донепезилот. Нивната комбинација се докажало дека има комплементарен ефект. Со употребата на мемантинот се превенира и се намалува интензитетот на психијатриските симптоми. Зошто е ова важно? Бидејќи доколку го употребиме мемантинот, се намалува потребата од употребување на други силни психијатриски лекови, кои што секако имаат своји странични ефекти. Тука мислам на антипсихотиците, кои што некогаш мораме кратко да ги употребиме, ако имаме силно вознемирен пациент. И секако треба да се знае дека нивната употреба треба да биде сведена на најкраткиот можен период, за да се избегна силните странични ефекти кои потоа постојат кај пациентот. Ова е медикаментозната терапија. Секако тука имаме и други симптоматски лекови кои ги даваме со цел поправање на другите симптоми. Например, ако има депресија, даваме антидепресив. Ако имаме дефицит на витамини, додадеме витамини и така натаму. Тоа се медикаментите. Гледате, палетата е малку оскудна, меѓутоа докажано е дека овие лекови, ако соодветно се менаџираат, имаат своји ефекти во успорување на прогресија на болеста. Сега, освен ова медикаментозна терапија, не треба да заборавиме или да не мислиме или да сметаме дека е неважна не медикаментозната терапија. Што подразбира таа? Таа најчесто ја примениме веќе кога имаме пациент во умерено тежок стадиум на болеста и неа ја спроведуваме во соработка со оние кои се грижат со пациентот. Најчесто во Македонија тоа е семејството. Го едуцираме прво семејството што значи болеста, потоа го едуцираме семејството како да постапува за да дополнително не го вознемирува пациентот. Го едуцираме семејството како да го прилагоди домот кон потребите на овој пациент, тоа значи да имаме еден дом кој што возможува полесно движење на пациентите. Едукација постои во однос на начинот на облекување на пациентот,
помошта во извршување на активностите на секојдневно живење, просто кажано, како да им помогнат да се облечат, да одржат лична хигиена, како да ги исхрануваат и така натаму. Кога да ги донесат на консултација на преглед, кога има нешто сериозно и така натаму. Дополнително, кај нас немаме центри за да се применат, меѓутоа постојат и други облици на немедикаментозна терапија. Тука спаѓа когнитивната терапија, која значи умерено вработување на пациентот со Алцхајмерова деменција. Тоа значи работни групи или пак по дома лесни задолженија со цел да спречиме пациентот да не лута бесцелно, да не се вознемирува и така натаму. Некои применуваат дури музикотерапија. Пуштаат музика на која пациентот се сеќава, која го прави да се чувствува посмирено, за да ја намалат агресивноста, бесот кај пациентот. Имаме тука и други облици, например терапија со светлина, светлинска терапија, со цел да се подобри вечерното спиење на пациентите, кои што, како што објаснив, имаат инверзија на сонот и така натаму. Значи, во суштина, ние како невролози, освен што препишуваме лекови, должни сме да ги советуваме членовите на семејството или оние кои се грижат за пациентот, дека значи не е важно што пациентот не може да направи, туку што пациентот може да направи. Не е важно на што пациентот не се сеќава, туку како се чувствува. Тоа треба да ни е мото. Значи, тоа е битното. Да овозможиме една состојба да пациентот функционира колку што може во рамките на своите можности и секако да не се јавуваат пропратни компликации. Така, во разговорот споменавте дека нели ваквите пациенти, ваквите лица се чуваат дома обично со семејството. Колку нашата земја нуди институции во кои што може да се згрижат, нели имаме домови за стари лица, но колку тие се соодветно опремени со медицински кадар кој што може да им помогне? Така, да. Значи, ова е многу важно прашање. Препораките викаат дека најдобра средина во која што пациентот со Алцхајмерова болест може да функционира е всушност местото кое му е познато во домот, на кое што се сеќава. Тоа би било домот. Меѓутоа нормално доколку постојат можности, затоа што како што објаснив, грижата за овие пациенти е 24 часовна. Некои луѓе, некои семејства не можат да се организираат колку и да сакаат, нели, да се грижат за блискиот, саканиот. И мора лицето да оди во соодветна институција каде би ја добил соодветната грижа. За жал, во Македонија нема хосписи или соодветни институции кои што се специализирани за грижата за пациентите со оваа специфична патологија. Во Европа, во Америка постојат специализирани институции. Прво има специализирани институции за диагностика, тоа се тие мемори клиники на кои што се упатува пациентот со проблеми со памтењето, нели? А потоа има и соодветни институции каде што ги поминува последните денови од својот живот, така наречени хосписи, а кои што при тоа се специализирани за Алцхајмеровата деменција. Кај нас се работи за импровизација, можностите се тие, за жал здравствениот систем е тој. Мислам дека во догледно време, како што станува се поголема свесноста за оваа болест, еве веќе на клиниката за неврологија има во план да се реализира и да се изведе дневен центар за пациентите со Алцхајмерова болест, што е за поздравување, бидејќи семејствата и пациентите ќе имаат центар во кој што ќе можат и да се советуваат со еден мултидисциплинарен тим, со социјален работник, со психолог, невролог, нормално достапен, со логопед на крајот на краиштата, значи каде би можеле да добијат потребни информации, што е од големо значение. Така што, веројатно, како што поминува времето, и ние ќе добиеме соодветни установи. Се дотогаш останува еве вака да ги советуваме пациентите, да бидеме во постојан контакт со нив и да се трудиме да овие последни години од животот на пациентот ги направиме што попријатни. Инаку статистиката вика, ова е многу интересно, дека почесто заболуваат жените и дека всушност
освен тоа што жената почесто заболува, всушност немаме некоја етничка посебна припадност, може да му се случи на било кој етникум. Најчесто се тоа пациенти после 65-та година од животот, во 80%. Меѓутоа, видете, имаме и 2%, тоа не треба да заборавиме, 2% од пациентите со диагностицирана Алцхаймерова болест заболеле на возраст помлада од 65 години. И тука најчесто станува збор за генетско, автосомно доминантно наследување на болеста. Ретко имаме некои други причини. И исто така, веќе ако сакаме да зборуваме за бројки, би требало да се повикаме на епидемиолошките студии кои потекнуваат од Америка, бидејќи таму здравствениот систем е доста организиран и одамна функционира Асоциацијата за Алцхаймерова болест, која што секоја година објавува еден годишен рапорт извештај. Овој од 2020 година се уште актуелен, вика дека во Америка 5,8 милиони американци над 65 години за моментално боледуваат од Алцхаймерова болест, а како што старее популацијата, тие сметаат дека до 2025 година бројот ќе порасне на 7,8 милиони, а внимавајте, до 2050 година се очекува таа бројка да биде 13,8 милиони американци кои што би заболеле од Алцхаймерова болест постари од 65 години. Со осврт на тоа дека точно жените најмногу заболуваат, но најголем процент од пациентите после 65-та година кои заболеле од Алцхаймеровата деменција се во возрастна граница од 75 до 85 години. Така тоа може ли да се превенира ваквото заболување, особено ако нели во семејството имаме лице кое што имало деменција, па постои кај нас нели ризик фактор. Колку треба да бидеме загрижени, така, да. Тоа е добро прашање, да. Сите нас нели не, оти сите имаме по некој возрастен пациент кој почнува да има проблеми со памтењето и така натаму, нели? Дури постојат теории кои што малку се заплашувачки, дека доколку сите би живееле доволно долго, тоа значи над 85 години, голема е веројатноста дека би почнале да манифестираме симптоми на Алцхаймерова деменција. Кажав предходно, веќе повторам, сметам дека е многу важно, постојат фактори на кои можеме да влијаеме, со чија што модификација на некој начин вршиме превенција на болеста и покрај тоа што имаме ние, би можеле да имаме генетска предиспозиција, што значи доколку влијаеме на модификација на овие ризик фактори, можеби ќе превенираме појава на болеста или истата ќе ја одложиме. Да, подоцна. Тоа се, како што објаснив, еден умерен стил на живот, со една физичка активност, со ментална активност, социјално да бидеме активни. Постојат препораки кои викаат учете јазици. Да, високото образование е заштитен фактор и секако имаме тука препокривање на ризик фактори со цереброваскуларните болести, со мозочниот удар, како што кажав, избегнување и регулирање на високиот крвен притисок, избегнување на појава или пак веќе ако се појавила, добро регулирање на шеќерната болест. Пушењето спаѓа во ризик фактор за Алцхаймеровата болест. Значи, заклучокот би бил да се води еден умерен, балансиран живот со здрави животни навики и да се трудиме да колку што можеме повеќе да бидеме ментално, физички и социјално активни. Така и за крај секако мора да ја споменеме ковид пандемијата, како ваквите лица да се заштитат, бидејќи нели те имаат проблем со меморија. Не можат да ги запаметат мерките, нели, рестриктивните мерките за заштита. Советот начелно би бил упатен до лицата кои што се грижат за пациентите со Алцхаймерова болест, нели, оти не можеме да очекуваме од нив ни да запомнат, ни да применат мерки. Советот би бил, најчесто се тоа возрастни пациенти кои по дефолт спаѓаат во ризична популација. Помогнете да тие бидат што е можно поизолирани, да не влегуваат во групни собири, прослави, во кои што би можеле да се изложат кон инфекција. Доколку имаат потреба да излезат, секако дека е пожелно да бидат заштитени по препораките со заштитна маска. Пациентите да имаат добар имунитет, а тоа значи добро да се нахранети, добро да се хидрирани и при појава на било каков симптом кој не загрижува, веднаш да се побара лекарско внимание. Така. Ви благодарам многу на разговорот.
Ви благодарам и јас за поканата, секогаш е задоволство да се биде во телевизија.